Благодарам. Согласно член 77 од Деловникот, барам точка 19, Закон за зоотехника, да биде прва точка. Ова го барам од проста причина, за да на европски прашања продискутираме малце и за коњите и за кравите, затоа што уште тоа не сме го таму дискутирале, меѓутоа овој пат ќе кажам оправдан. Значи, законот еден од ретките што представува согласување со европското законодавство се однесува на материјал кој треба да регулира усогласување на македонското со европското законодавство околу квалитетот на репродуктивниот материјал. Сега, зашто ја барам ова точка да биде прва? Затоа што кај мене постојат неколку дилеми кои се надевам и на комисијата и тука на пленарна ќе ги расчистиме, нормално со тоа што значи текст на законот, меѓутоа во законот има една одредница, односно во завршни одредби, член 83 вика дека овој закон ќе се применуваат, односно одредени членови од законот ќе се применуваат кога ќе влеземе во ЕУ. Сега, од друга страна, видовме дека Бугарија со унитарната декларација вика дека македонски јазик не постои и дека тие никогаш нема да го признаат македонскиот јазик, па кај мене постои дилема што ќе избереме. Дали ќе изберете да прифатите дека не постои македонски јазик, за да кога тогаш ги завршиме преговорите со Европската Унија, или овој закон што представува согласување со европската регулатива, никогаш нема да го види својот ден, односно никогаш нема да стапи во функција. Значи, пред нас како пратеници сега ќе имаме еден период на условно синхронизирање на македонското и законодавството на ЕУ, меѓутоа основните дилеми остануваат нерасчистени. Бугарија кажа јасно дека никогаш нема да го признае македонскиот јазик. Сега на нас ни треба тука одговори на тие прашања. Дали тоа значи дека залудно ќе го усогласуваме македонското со европското законодавство, односно де факто влегуваме во тоа што ви го зборевме цело време, за која вие немавте слух. Влегуваме во слепата улица од која нема излез и ќе работиме нешто за да работиме, а никогаш во суштина нема да станеме членка на Европската Унија. Затоа е ова битно да биде прва точка, за да ги рачистиме овие работи. Благодарам.